колку ги почитуваме критериумите за оценување на постигнувањата на учениците. Сите тие нивни постигнувања фактички се слика и за нас и за нашите постигнувања. Па да се потсетиме, оценките треба да говорат за знаењето, за заинтересираноста, за мотивираноста и за успехот на учениците во совладувањето на наставниот материјал. Дефиниција која што ќе ја прочитаме или самите ние ќе ја кажеме секогаш кога треба да се каже нешто во врска со оценувањето, исто така дека оценките представуваат слика за способноста на наставникот реално да ги оцени знаењето и трудот што го вложил ученикот во градацијата од недоволен 1 до одличен 5. Треба да се содржат мерливите аспекти на знаење како активноста на ученикот, потоа разбраноста на материјалот, неговата примена во секојдневието. Иако секогаш наоѓам забелешка и мислам дека ова градација од 1 до 5 е многу мала, па кога ќе дојде крај на учебната година и кога ќе видам дека ова градација ја намалуваме и фактички е од 3 до 5, тоа веќе кажува за нешто сосема друго. И реков токму од таа причина и ова тема ја избрав за денес и да биде последна во ова учебна година. Оценување на учењето и постигнувањата на учениците треба да се изведува според стандардите во наставните програми изготвени од БРО. Ова го спомнувам зашто низ разговор со колегите честопати ќе слушнам дека некои колеги не ни знаат дека во секое време можат да пристапат до овие стандарди, до критериуми кои што се изработени од БРО и би требало да ги почитуваме. Значи, тие произлегуваат од предпоставените и конкретните цели на наставните програми и представуваат основа на која се темелат целите и содржините на наставните програми, а нивната примена представува почитување, придржување и примена на принципите на поучување, примена на актуелните методолошки и методски решенија и упатства кои се научно издржани и проверени. Стандардите представуваат конкретизирање и диференцирање на постигнувањата на учениците по нивоа. Тоа овозможува објективно и валидно гледање на нивните постигнувања и го олеснува нивното мерење, вреднување и оценување. И сега, местото каде што сите овие критериуми и стандарди можете да си ги симнете, тоа е страната на БРО. Одите во следење и евалуација и пронаоѓате критериуми и стандарди. Критериумите за оценување на постигнувањата на учениците се темелат на стандардите за оценување и Блумовата таксономија. Наставникот при определувањето на бројната оценка треба да ги има во предвид постигнувањата на ученикот во однос на запомнување и репродуцирање на наставните содржини. Разбирање, односно сваќање на обработените содржини, односно способност на ученикот да ги интерпретира со своји зборови. Ова второто, на ова би се задржала, зашто знаете и самите дека сите екстерни тестирања и се што сте можеле да прочитате како забелешка дека токму тоа е она што недостасува на нашите ученици, дека всушност ниту разбират, ниту сваќаат што учеле, значи знаат да запомнат, да репродуцираат, но да разберат, да сватат не. И секогаш сме последни во едни вакви екстерни тестирања. А зошто е тоа така? Понатаму низ текстот ќе разбереме и самите, зашто всушност забораваме дека еве и во овие критериуми и стандарди ова е само некакво второ ниво, а остануваат уште 2 нивоа, од кои што третото е примена на научените содржини во конкретни задачи, со познати и нови елементи и во други нови ситуации,
и како повисоките интелектуални способности, анализа, синтеза и вреднување, реков во овие критериуми и стандарди се е поделено на 4 нивоа, иако тоа може да се прошири и на 5 и на 6, сосема сеедно. Значи, отколку наставникот ќе ги согледа постигнувањата на ученикот на секое од наведените нивоа според стандардите на наставниот предмет, ја утврдува оценката на ученикот на следниот начин. Ова повторувам повторно дека го читам од стандарди и критериуми дадени од Биро за развој. Оценка доволен 2, знаењата на ученикот се однесуваат на запомнување и репродуцирање. Ученикот покажува одредени способности, знаењето да го искаже со своји зборови и да го применува знаењето на наједноставни задачи. Оценка добар 3, знаењата на ученикот покрај тоа што се однесуваат на запомнување и репродуцирање, разбирање и сваќање на наставните содржини, ученикот покажува способност за примена на знаењата за решавање на едноставни задачи. Сега истото тоа можеме и графички да го видиме, да ни биде малку посликовито, и можете да видите дека за оценка 2, дури 70% од запомнување и репродуцирање, разбирање и сваќање треба да поседува ученикот, па дури да навлезе и во третото ниво и 10% се од примена на научените содржини. Потоа за оценка 3, што ако разгледате убаво, не верувам дека некој се придржува до ова, зашто гледаме дека првите 2 нивоа, тоа е фактички запомнување и репродуцирање, како и разбирање и сваќање, треба да биде совладано 90%. Од третото ниво, тоа е примена на научените содржини, треба да биде 50%, а дури и од четврто ниво, тоа е анализа, синтеза и вреднување, треба да бидат застапени 10%. Ние веќе на ваква слика знаеме сите дека ученикот задолжително е одличен, а не да е на некакво средно ниво или да е со добар 3. Потоа следи оценка многу добар 4, знаењата на ученикот се однесуваат на поцелосно запомнување и репродуцирање, разбирање и сваќање на наставните содржини. Исто така ученикот покажува способност за примена на знаењата за решавање на задачи од познати нови елементи, како и способност за средување и комбинирање на елементи во нови цели. И оценката 5, највисоката оценка, знаењата на ученикот се над 90% од содржините од наставната програма, на ниво на запомнување, репродуцирање, сваќање и разбирање, ученикот да ги применува знаењата со познати нови елементи, исто така ученикот може да средува, комбинира елементи од нови цели и да покажува способност за вреднување и оправданост или научност на некое тврдење или дело. И тоа исто така графички представено, можете да видите колку треба да поседува или со какви знаења треба да располага ученик за да ја заслужи оценката 4. И за 5 веќе, тоа е веќе сосема друга приказна, гледаме дека трите нивоа се до крај, 100% и дека четврто ниво на анализа, синтеза и вреднување дека се 80%. Тука веќе пишува, заокружив 80, се работи за 76%. И исто така едно подсетување за видови на знаење, како декларативно знаење, значи основни поими, факти, искази, со примери, предвидување, оригинални заклучоци, процедурално знаење, правила, процедури, одлуки, решавање проблеми и истражување. Реков, ова е само повторување на нештата што сите ние го знаеме. И најголем проблем би било убаво и онакон што јас лично би се залагала и би тежнеела, цело основно образование да остане да оценуваме описно. Да не мора она што сме го сработиле да го ставиме во сумарна оценка и да ставиме само една бројка за знаењата на ученикот, зашто колку и да се трудиме, никогаш
Може би и нема да сгрешиме, арно никогаш нема да направиме сите да бидеме задоволни. Значи, во сумативно оценување ги користиме следниве методи: есејски прашања, усни одговори на поставени прашања, усни презентации, тестови, демонстрации. Иако реков, најчесто ова го делиме како на 3 методи: усно, тестови, демонстрации, во зависност од тоа каква тема обработуваме. И тоа е карактеристично што и кога ќе оценуваме треба да сами испондерираме и како да изведеме тематска оценка и колку проценти од тоа ќе има важност, да речеме усно, колку писмено, а колку демонстрации. Но мислам понатаму некаде е спомнато, па и за тоа ќе позборам малку повеќе. Значи, за изведување на сумативна оценка за една тема треба примена на методите на оценување, утврдување на поени за секој метод, интерпретација на поените, формирање на оценка и известување за оценката. Она што не смее да се случи без присуство на ученикот. Потоа изведување на сумативна оценка од оценките за повеќе независни теми, еве како сега на крај од учебната година, пред да се пресметува просекот, треба да се пондерираат оценките според важноста, застапеноста на конкретните теми и тоа преку примери исто така ќе образложам, поправо ќе образложам јас како гледам на работите и како ги заклучувам оценките. Еве, на пример, ова е 8 одделение, се изучуваат 4 теми, од кои што една тема е цело полугодие, многу е значајна и за секојдневен живот. Потоа енергија, светлина и вселена се во второто полугодие и заради важноста и должината на траењето на самата тема, значењето на сили и движење дадов да биде 50%. Енергија и светлина по 20% и вселена 10% од причина што и најкратко трае и е на крај од самата учебна година и заради интересот на учениците самата тема и најчесто тие ја обработуваат, најчесто тука ја применуваме превртената училница, се со цел наставникот да може повеќе да обрне внимание на оние на кои што им е потребно, зашто знаете и самите, верувам дека и кај вас како кај мене, самиот крај, веќе од половина на мај, кога почнува да се изучува и ова тема, па се до крај, до 10, еве ова година до 14 јуни, секој ден имате некој што сака да поправи оценка, дали за повеќе теми, дали за една тема, сосема сеедно. Но да најдете време, иако останувам, секогаш доаѓам и порано, имате и предчас и почасови, не може да се стаса ако имате повеќе заинтересирани, зашто одзима поприлично време, а особено ако имате и деца на кои што треба и претходно да им помогнете. И тема, поправо 4 теми во 9-то одделение, сили и движење продолжува во прво полугодие, како и енергија. 2 теми кои што од прилика исто трајат и затоа и самото влијание исто, 25%, а додека во второто полугодие имаме електрицитет и магнетизам и звук, повторно нешто слично, зашто последната тема звук е и најкуса, и има доста работи кои што се повторуваат тамо 5-6 одделение музичко, зашто многумина уште до 5 одделение учат и што е звук и како е поделен звук, веќе знаат што е период, што е фреквенција и од таа причина и таа тема е со 10% влијание, додека електрични и магнетни појави, односно електрицитет и магнетизам со 40%. И се враќам назад на темата, она што кажував пред малку во тие усни одговори, што може се да биде од есејско прашање до одговори на поставените прашања, до некаква презентација, потоа тематски тестови и активности на часот, дали ќе биде експериментирање, демонстрација или нешто друго. Реков, се зависи и од предметот и од наставните содржини и вие сте тие што ќе решите што ќе има колкаво влијание во изведувањето на тематска оценка.
зашто и тука сите гледаме ученик барем на еден начин да успее да се искаже и да добие некаква оценка, иако, например, еве, усно нека добил 5, да тест сработил лошо, добил единица, а едноставно не сака да покаже што знае или не можете доволно да го мотивирате да изведе некаков експеримент, да сработи некаков проект, да истражува или нешто друго, и сите ние пишуваме веднаш најголемата оценка што е постигнал ученик, или нека биде обратно, нека тестот го направил добро, без разлика како дошол до таа добра оценка по тест, арно, ама усните одговори и активности на часот му се и нула, ние повторно пишуваме 5. Зборувам еве за себе, а верувам дека сите слично или исто постапувате. Што кажувам дека е сосема погрешно и ред е да направиме некаква рефлексија на целата учебна година, да увидиме каде грешиме ако грешиме или што треба да смениме за да имаме подобри резултати, не е резултат во училиште кога ќе кажете дека вашето одделение поминало со 5,00 или во, например, општина Центар, вие сте училиште каде што просекот ви е 5,00. Тоа не е никаков успех. Успехот е кога некој од надвор или нека биде и од внатре, да не провери и да постигнеме солидни резултати, да не бегаме или да не ги елиминираме екстерните тестирања на кое ниво и да се случат. Ако сме сигурни во она што сме го добро сработиле, а добро сработено е ако сме ги научиле учениците и тие да дале свој максимум. Не значи сите петки успех или дека сте нешто подобар наставник од оној што има и средна оценка 2. Сега да се потсетиме зашто сепак многумина од нас, скоро сите сме и работиме и на проекти, без разлика дали тоа се и твининг проекти, дали се некакви училишни проекти или разни меѓународни проекти, особено ако се имплементирани во самата настава, остават и видни траги на успехот на учениците. Тоа е тој дел од активностите и секаде и се препорачува активноста или оние активности плюс од учениците можат да донесат и да влијаат на крајната оценка некаде од 0,75 па дури и до цела оценка. Зашто на сите нивоа се подобрува и знаењето на ученикот доколку се ангажира и на поинаков начин доаѓа до оние знаења кои што му се потребни на одредена тема. Па еве, например, за одличен 5, како вреднуваме или како би требало да се вреднува кога е во прашање проектна активност. Значи, активно учествува и го подобрува квалитетот на проектот со своји прилози, креира уникатни продукти со добар квалитет, па кога е во прашање презентација, без разлика за каква презентација ќе се реши да изготви, да изобилува со јасно поврзани податоци, да покажува самодоверба при презентирањето и ред други работи, да не читам се, пред вас сепак ќе можете да прочитате и подоцна, реков дека и самиот настан се снима, па секаде таму каде што ќе побрзам јас, можете и да стопирате па да прочитате. Потоа, кога е во прашање оценката 4, значи учествува со одреден број на сопствени прилози во проектот со цел да го подобри, па креира продукти со превземени идеи, но со добар квалитет. Добро организира презентации, изобилува со податоци, презентациите изобилуваат со податоци кои во поголем број делови се поврзани, покажана е самодоверба при презентирањето, потоа користи Web2 алатки што веќе се задолжителна употреба во секој проект и така натаму. Додека за добар 3 веќе учествува во проектот со помош на соучениците или наставникот,
не му е јасна улогата на самиот проект. Ова го кажувам зашто некогаш ќе се зачудиме зошто воопшто некој ученик да учествува во еден проект ако не сака. Зашто на самиот почеток, вие кога ќе понудите некаков проект и кога ќе им соопштите на учениците дека имаме воннаставни, задолжителни воннаставни активности и дека барем по еден предмет треба некаде да учествува, сите тие заради интересноста или не знам од други причини на почеток се решаваат токму со вас да бидат во проектните активности, а кога ќе видат дека треба нешто да се сработи, тогаш, како впрочем и со учењето, почнуваат да забушаваат и секогаш треба да ги потурнувате, треба да најдете или некој ученик кој што е вреден, кој што се му е јасно и да му помогне да и тој нешто сработи. Така што не е баш така едноставно да се работи и со такви ученици, зашто секогаш ќе треба да помагате, секогаш ќе треба да контролирате, зашто никогаш нема да имате доверба дека она што ќе го постави како продукт дека ќе биде со добар квалитет, зашто сепак кога сме во проекти сите сме заедно и треба да си се помагаме, а овие вреднувања остануваат само за нас. А исто така има и послаби оценки, дури и од 3, зашто реков остануваат само иако некогаш може и само да се оттежнува самата работа, но сепак се тука и некогаш може и да бидат и мотив за кога ќе се почне нешто друго, за да забележат дека не мора само да се учи од учебник или некои наведени или понудени ресурси, туку и самите можат да истражат, да најдат нешто, тогаш имаме и некаква дополнителна работа кога треба да ги насочуваме и да знаат од каде и како да барат податоци или воопшто извори на знаење, односно соодветни едукативни ресурси. И најбитно нешто што треба да ги поттикнуваме да бидат поотворени и на соработка. Најчесто овие ученици кои што тргнале, не знам од која причина, најмалку сакаат и да соработуваат, како што со тимот во училиштето, така и со партнерите надвор. И ако до крај на годината успеете барем малку да се ослободат, веќе наредната година каде е подобро. Така во секој случај, секоја работа во проектот има огромен бенефит, сакале или не. И она што сакав исто така да се задржам малку на ова или да прочитам, мислам дека еднаш спомнував, дека би било убаво да секој училиште да изготви кодекс за оценување на учениците, како што изготвуваме нели кодекси за однесување, за облекување, ама досега барем не се случило во моето училиште и не сум слушнала во некое друго да правиме кодекси и за оценување, зашто сите овие работи, кога ќе се понудат на некој што веќе во прво одделение, да речеме, се запишува во вашето училиште, и ако го прифати сето тоа, нема да имате никаков проблем се додека детето учи во училиштето. А вие ако во текот на година или во текот на школувањето секоја година нешто додавате, одзимате, менувате и не се однесувате, не се придржувате кон тоа што сте го напишале, нормално е дека ќе се случува се и се што. Јас почнав во овие кодекси на почеток е директор и стручните соработници, поправо што би сакала и што очекувам како во моето, така и во секое училиште, да создават услови за правично и непристрасно оценување во училиштето, да не им се мешат во работата на наставниците, да спречува евентуална злоупотреба на резултатите од оценувањето во училиштето, да го заштитуваат правото на приватност во оценувањето, да обезбеди праведен и навремен процес на жалби во врска со оценувањето. Не велам дека сме безгрешни и навистина било кој ако сгреши треба секогаш и родителот и ученикот да можат навреме да реагират и нормално да се излезе в пресред за такво нешто.
А ние наставниците да бидеме непристрасни и објективни, да им даваат поддршка на учениците во процесот на оценувањето, да ги оценуваат учениците според изедначени критериуми, да изработат и да ги применуваат критериумите за ученици со посебни потреби, да ги вклучат учениците во процесот на оценувањето, да им овозможат на учениците во текот на наставната година на различни начини да ги покажат своите знаења, оценките да ги изведуваат јавно и пред учениците, да бидат пример за учениците и да промовираат високи морални норми во процесот на оценувањето, да ја почитуваат личноста на ученикот во процесот на оценување, да не прават дискриминација на учениците по било кој основ. Потоа и родителите да го поддржуваат учењето на своите деца преку залагање за праведно оценување, да не превземат мерки и активности кои би неоправдано би ги довеле нивните деца во повластена положба во однос на другите ученици, кај своите деца да поттикнуваат чесен и праведен однос во врска со постигнувањата и оценувањето, да ги почитуваат професионалните одлуки и совети на наставниците во врска со оценувањето на нивните деца, да не се залагаат нивните деца со недозволени постапки да добијат поповолни оценки од објективно утврдените и да бидат пример на своите деца во почитување на личноста, авторитетот и одлуките на наставникот. И на крај учениците да се залагаат за праведно оценување на сите ученици. Мислам дека без разлика на возраста сите може тоа да го прават. Да барат да бидат информирани за критериумите за оценување уште во почетокот на учебната година, да земат учество во изработка на критериумите за оценување на нивните постигнувања, да ги почитуваат договорените процедури во врска со оценувањето и да се информираат за последиците од непочитување на правилата. Да се спротивставуваат на појави кои доведуваат до неправилно оценување, да не се служат со недозволени постапки во текот на презентирањето на бараните знаења и вештини, да бидат свесни дека покрај посебна оценка за поведение, нивната редовност во наставата, однесување кон наставниците, соучениците и техничкиот персонал влијае врз формирањето на сликата за ученикот. Ете, благодарам за вниманието.